Овие кучиња скитници кои слободно се шетаат низ јавните површини, требаш уште во декември минатата година да бидат згрижени во објект на комунална хигиена при јавното комунално претпријатие Тетово. Така барем најавија градските власти. За третирање на бездомните животни се донесе одлука на седница на Совет, а за оваа намена се одобри и пари од општинскиот буџет. Беше најавено дека месечно ќе се заловуваат по 20 на кучиња, но и по поминати 3 месеци во пракса од сето ова ништо нема реализирано. Треба подхитно да се реши, затоа што тука во Тетово има многу такви слободни кучиња, се движат по улици, некогаш и напаѓаат луѓе. Има многу кучиња на вечер има. Што ќе им правиме, ништо. Не личи ова на град, личи на дивни свет личиме уште. Ја нисам гледал никаде у запад кучиња по градот. Па што се однесува до кучињата, тоа треба да биде обврскана сите тие советници што ги гласамо ние на советот на општината и на градоначалникот. Властите не ги загрижува и фактот што дел од кучињата скитници се заболени од шуга и лашманиоза. Низ градот се регистрираат и масовни труења. Отрови се фрлаат на јавни површини, загрозувајќи ги животите на луѓето. Општинските власти одбиваат да ни дадат образложение зошто и покрај донесената одлука и издвоените пари на терен не се спроведуваат никакви активности за згрижување на овие животни. Отаму само добивме кус одговор дека процедурата за решавање на овој проблем е во тек. Инаку на инфективното оделение и Центарот за јавно здравје Тетово граѓаните се почесто бараат лекарска помош поради напади и каснувања од кучиња скитници. Потопењето на снегот, сметот во каналот за наводнување Здуње Пирок пак излезе на површина. Од акционерското друштво Водостопанство Подружница Полок, предпријатие кое стопанисува со каналот, велат дека последниве неколку недели забележале дека голем број граѓани кои живеат покрај каналот ги чистат домовите и сметот го фрлаат во самиот канал. Проблеми што ни се јавуваат, пошто каналот поминува во урбаната средина на градот, во должина негде од 5 километри. Имаме проблеми од граѓаните што фрлат ѓубре, смет во каналот. Така да тоа е дополнително ни го отежнува проблемот со одржувањето и чистење на каналот. Рече Фаредин Акиу, раководител на АД Водостопанство Подружница Полок. Од ова предпријатие минатата година реагираа што во каналот се фрла се и се што и во него според нив се испуштаат и фекали од домаќинствата. Градоначалникот на Гостивар Арбен Таравари по нивната реакција најави дека инспекцијските служби ќе го контролираат теренот околу каналот и секој кој фрла смет во него ќе биде соодветно казнет, но досега според АД Водостопанство никој не е казнет и на терен нема никакви инспекцијски служби. Во она смисол дека состојбата како е на терен сега, се гледа дека тамо по боја дека не е преземено некој ова за да има нешто подобрување. Значи сликата што беше прошла година кога вие бевте и сега уште побетерие. По тој смисол ние како водостопанство треба да стопанисуваме да носиме чиста вода, исправна вода, без, како да речем, незагадена вода во почвата и во земјоделските култури. Бидејќи од тие земјоделски култури ние се раниме. Што значи дека некој, ова не дозволива некој да ни ја загадува водата, да не загади почвата, да не загади културите земјоделски што ги консумираме. И тоа е исто како ова загаден воздух, загадена храна. Тоа е штетно за здравјето. Не го правиме ми ајде на лет, она другото ќе го чистиме. Секоја година чистиме. Меѓутоа се загадува водата, а со загадена вода се загадуваат и земјоделските производи. Она е најлошото. Затоа тука треба да се одри акцентот. Не само да мислат дека ние како водостопанство се дигаме галама во смисол на тоа дека проблем. Рече Акиу. Инаку каналот за наводнување Здуње Пирок е наменет за околу 3000 хектари земјоделско обработлива површина. За канал 77 од Гостивар Зоран Димовски.
Советот за етика во медиумите денес организираше отворен ден во Гостивар со јавна седница на Комисијата за жалби. Целта на ваквите активности е јавноста и медиумите одблиску да се запознаат со работата на комисијата, граѓаните да се поттикнат да реагираат на неетичко и непрофесионално новинарство, како и да се промовира слободата на работа на медиумите. Освен што сакам оваа прилика да искористиме за да ја привлечеме јавноста и граѓаните да реагираат кон она што значи непрофесионално и неетичко известување во медиумите, ние исто така би сакале и да се представиме како организација која што е тука да ја заштити слободата на изразување, слободата на работа на медиумите, професионалноста, да надградува таа професионалност и да ги повикува новинарите на одговорност во однос на содржините кои што ги пласираат преку различните видови на медиуми. Практично, тука сме да зборуваме за етичката рамка, да зборуваме за професионалните стандарди, како тие да се промовираат и унапредуваат, како да се почитуваат од медиумите, меѓутоа како и граѓаните да препознаат дека во новинарските содржини може да се да има таков тип на информации кои што може да им наметнат лажни представи и лажна перцепција за случувањето околу нив. Саморегулацијата е унапредување на тековната работа на медиумите низ подигнување на стандардите, вели Тунева, нагласувајќи дека со саморегулација се постигнува заштита на новинарството како професија. Саморегулацијата е најдобар начин да се заштити новинарската професија. Саморегулацијата најпрактично би значила отсуство на регулација, односно значи дека државата нема да го наметнува своето влијание врз медиумите, туку тие ќе се саморегулираат. Самите ќе се одлучуваат за својата професија, за начинот на известување, начинот на кој што ќе ги одработуваат своите обврски. Понатаму реков дека и претходно дека саморегулацијата во интерес на слободата на изразување генерално воопшто, слободата на информирање на медиумите, на саморегулацијата значи унапредување на тековната, сегашната работа на медиумите низ подигнување на стандардите. Не само што треба да постои свесност за стандардите на новинарската професија, туку тие стандарди треба да се надградуваат постојано, бидејќи праксата носи различни примери и различни околности кои што бараат да се биде етичен. Анализите на Советот за етика во медиумите покажале дека најчеста појава при прекршување на кодексот е едностраното информирање. Потоа следуваат мешање на факти со мислење и ставови на новинарите и говорот на омраза и дискриминација по различни основи. Комисијата за жалби при Советот за етика во медиумите е формирана пред 4 години и досега има донесено 290 одлуки. Повеќе лица вчера завршиле во полициската станица Тетово по разни основи. Околу 12 часот и 30 минути од слобода биле лишени двајца 17 годишници од ТРЦ, а неколку часа подоцна е 18 годишен тетовец, затоа што кај нив при преглед е пронајдена марихуана. Тие се задржани за целосно расчистување на случајот. Во станица донесени се и двајца албански државјани на возраст од 21 и 34 години, кои претходно биле лишени од слобода во полициската станица за граничен премен Јажинце, бидејќи го пречекориле нивниот престој во Република Северна Македонија. По лишувањето и кусото задржување, двајцата се предадени на одсекот за прекограничен криминал, миграции, странци и реадмисија за натамошна постапка, пошто се депортирани во нивната матична земја. Ноќеска 10 минути по полноќ пак пријавено е дека во тетовското село Ларце, во близина на џамијата, 23 годишник од ова село пукал со огнено оружје. Веднаш се испратени полициски службеници на посоченото место, каде се пронајдени 3 чаури. Извршен е увид, а пријавениот е лишен од слобода и задржан во полициската станица Тетово. По целосното расчистување и документирање на случајот, против него ќе следува соодветен поднесок. 19 годишник од гостиварското село Дебреше пријавил дека вчера околу 22 часот и 30 минути на улица ЈНА во Гостивар физички се пресметувал со 17 годишник од село Чегране, кој со остар предмет му нанел повреди на главата. Малолетникот од Чегране повикан е во полициската станица Гостивар за расчистување на случајот.
22-годишна жителка на гостиварското село Балиндол пак вчера пријавила дека нејзиното поранешно момче, 22-годишен гостиварец, во повеќе наврати и барало пари, уценувајќи ја дека ако не му даде пари и златен накид, на социјалните мрежи ќе објавил нејзини фотографии со компрометирачка содржина, кои порано таа му ги испраќала. Пријавениот лишен е од слобода и задржан во полициската станица Гостивар за расчистување на случајот. Од полицискиот билтен информација за пожар, пријавен вчера околу 14 часот во куќата на 66-годишник од Тетовското село Шипковица. Опожарен е покривот на куќата, подови, врати, прозорци и покуќнина. Нема повредени лица и со интервенција на тетовските пожарникари огнот е локализиран. Извршен е увид и се работи на утврдување на причината за пожарот, околностите и друго, информираат од СВР Тетово. Утре во Уметничката галерија Тетово ќе биде отворена изложба на 20 експонати изработени од ученици во прва година од 7 тетовски средни училишта. Изложбата представува финален дел од превентивно-едукативниот проект «Стоп на говорот на омраза», чии носители се Одсекот за превенција на секторот за внатрешни работи Тетово, Тетовската и Гостиварската локална самоуправа и ОПСЕ. Почетокот на отварањето на изложбата планиран е за во 12 часот. Проектот стартуваше во ноември минатата година и со него вкупно беа опфатени 2587 ученици во прва година од 7 тетовски и 4 гостиварски средни училишта. Во првата фаза од овој проект се одржаа посебни предавања, во рамките на кои учениците поблиску беа запознати како да го препознаат говорот на омраза, како неефикасно да се дистанцираат од ваквиот говор и кои какви можат да бидат неговите општествено негативни последици, лични, законски и други. На учениците исто така им беа презентирани досегашни искуства, поврзани со говорот на омраза, најчесто пласирани преку социјалните медиуми. Владина делегација положи венец од свежо цвеќе на вечното почивалиште на председателот Борис Трајковски на гробиштата во Бутел, по повод одбележувањето на 15 годишнината од неговата трагична смрт. Делегацијата ја предводеше вице-премиерот задолжен за економски прашања, Кочо Анѓушев, а со него беа и министерката без ресор задолжена за странски инвестиции, Зорица Апостолска, и националниот координатор за подготовка за членство во НАТО, Стево Пендаровски. Свежо цвеќе положи и делегација на собранието предводена од председателот на парламентот, Талат Џафери. Почитот дадоа и многустрански делегации. Председателот на владата Зоран Заев денеска присуствуваше и се обрати на молитвениот појадок, организиран во соработка со Меѓународната фондација на Борис Трајковски, по повод 15 годишнината од трагичната смрт на поранешниот председател Борис Трајковски. Денеска одбележуваме 15 години од трагичниот настан, од авионската несреќа, во која го загуби животот председателот Борис Трајковски, и уште 8 негови најблиски соработници и членови на екипажот. И на овој ден, председателот Трајковски го прави тоа што најдобро го знаеше – да собере, да здружи, да обедини, да ги прибере околу себе членовите на заедницата, рече Заев. Не треба да се заборави неговата цврста определба и неговото уверување дека канцеларијата на председателот на државата е надвор од партиските интереси. Врвен и единствен приоритет во извршување на неговата председателска функција беа интересите на граѓаните и просперитетот на земјата наша. За председателот Борис Трајковски, стратегискиот интерес на Република Северна Македонија, незината интеграција во Европската унија и НАТО, беше визија за реализација на која тој целосно се посвети. Во име на неговиот спомен и во име на неговите пораки од пред 15 години, ние денеска со право можеме да кажеме дека дел од тие пораки, дел од неговата визија се исполнети. Нашата земја оваа година го завршува процесот за полноправно членство во НАТО. Времето денес беше сончево и потопло со мала до умерена облачност. Дуваше слаб до умерен северозападен ветер.
Температурите се движеа во интервал од -7 до 2 степени Целзиусови. Утре не очекува променливо облачно време со услови за слаб локален дожд, а на планините локално ќе провејува слаб снег, претежно во северните делови. Ќе дува умерен до засилен северен ветер. Температурите ќе се движат во интервал од -2 до 6 степени Целзиусови.